Бранко, добро утро, поздрав до тебе повтор пат ова утро. Спомене и ти, Национална галерија Мала Станица, мој соговорник ова утро, Маја Крставска, виш кустос. Маја, добро утро. Добро утро до тебе и до сите гледачи на Утринска на МТВ. Утре вечер, 19 часот, се отвара изложбата Градина. На отварањето на изложбата ќе биде и директорката Дита Старуваќ-Ерими. Така, токму како што кажа ти, Ани, утре вечер во 19 часот во мултимедијалниот центар при Националната галерија на Република Северна Македонија се отвара изложбата на ликовниот уметник Ервин Чатовиќ од Република Србија. Тој за прв пат изложува во нашата држава и можам да кажам дека ова е негово 53-то самостојно изложување, значи тој располага со голем опус на самостојни изложби низ светот и низ регионот. Меѓутоа, за прв пат е гости на нашата институција и овој проект е поддржан секако од Министерството за култура. Која ќе биде темата на изложбата? Темата на изложбата е Градина. Што подразбира Градина? Значи, тој е еден колоритен, абстрактен автор, значи што не представува фигуративно сликарство, не го представува светот на природата, значи на сите оние убави бои, колоритни и слично, експресионистички има пристап и ќе бидат представени околу 20 на негови слики од последниот негов опус, создадени 2022-2023 година и неколку постари негови слики и мислам дека со Градина всушност за прв пат се појавува, бидејќи, како што кажав, тоа е најново нешто што тој го твори и верувам дека публиката ќе ја воодушеви. Да, сите оние кои што го познаваат, човек кој што има богата кариера, споминавте вие на почетокот, за прв пат ни доаѓа во Скопје. Така, и куриозитет е дека тој има тука завршено средно уметничко училиште Лазар Личиновски, има дипломирано на факултетот за ликовна уметност во Приштина и неговиот татко, значи потекнува од уметничко семејство, е основач на факултетот за ликовна уметност во Приштина, а тој живее, твори и работи во Нови Пазар, а предава на Белградскиот универзитет, во Косовска Митровица, така да е еден уметник кој што навистина има што да прикаже на нашата публика. Да, Националната галерија е една од најактивните културни установи во нашата држава. Постојано ни изненадувате с убави настани, ние сме тука постојано исто така ве следиме. Што не очекува до крајот на годината? Благодарам, Ани. Вие секогаш сте добро дојдени во нашата институција, ги следите сите наши случувања, да. Навистина е комплимент и благодарам и секако и мојата директорка е заслужна за тоа, за така навистина плодна година и годините наназад, каде што ние публиката ја изненадуваме со ретроспективи, монографски изложби, самостојни изложби, исто така и од колекцијата. Би сакала да напоменам дека нашата колекција е, да ја потсетам публиката, поставката се наоѓа во Даут Пашидниот тама, брои над 1800 уметнички дела, ние ја негуваме, згрижена е таа колекција и ова ни е јубилејна 75 години постоење од Националната галерија, така да навистина до крајот на годината ќе имаме уште плодни неколку изложби. Би сакала да ја напоменам изложбата на Ешреф Ќахили, тој доаѓа од Косово, од Приштина, исто еминентен автор, светско име би кажала, таа ќе биде во Чиф Тамам. Понатаму следат уште многу изложби кои што колегите ги организираат до крајот на годината. Би ја напоменала изложбата од колекцијата на Катија Ефтимова, мојата колешка работи таа изложба, таа ќе биде отворена на 20 декември. Мислам, че нам ќе заокружиме со таа изложба оваа плодна година, која што навистина привлековме многу публика, верувам, интерес и доста дозна од повеќе за да заокружиме овој разговор. Навистина се подигна културата преку вас во нашата држава. Уште наш подсетување за гледачите, утре во 19 часот, Утре во 19 часот, Мала Станица, Ервин Чатовиќ, Република Србија, 20 на слики, масло на платно и акрил на платно. Ја поканувам и верувам дека петок навечер е убав избор да се посети оваа изложба. Да, убав настана, навистина. Благодарам многу на отвоеното време. Благодарам и на тебе, Ани, воопшто на македонската телевизија, што секогаш сте добре дојдени во нашата институција. Се гледаме токму тука утре. Благодарам. Да, покана и до колегата Бранко, 19 часот, утре вечер, Мала Станица.